колку мислиш дека сме безбедни денешно време во онлайн просторот? Јас мислам дека не сме до толку многу безбедни денеска, бидејќи има секакви нешто што може да ни искочат и да ни се случат. Многу. Мислам нема да се нека случка на мене да се заради тоа. По интернетот треба да бидеме безбедни. Ја највише треба да бидеме во социјалните мрежи, како на пример Instagram, Facebook, Twitter и останатите работи, да пазиме на кој, на пример, непознат човек што пишува да го блокираме. Личните податоци. Нели при пазарење со картичка и може да биде злоупотребена. Мислам дека тоа е главната од тоа што треба да се штитиме, тоа е првенствено. За во банка, пошта, училиште, работа, секојдневна комуникација користиме интернет. Прелистуваме, споделуваме, кликнуваме. Но дали сме навистина безбедни додека го правиме тоа? Важно е да користиме различни лозинки за секоја платформа и апликација. Но безбедноста на интернет не е само добра лозинка, туку и внимателност. Што кликаш, што споделуваш и кому му веруваш. Што правиш за да се заштитиш, за да бидеш побезбеден во интернет просторот? Јас, например, можам да ги препознам лесно тие работи и не ги отварам тие работи. Зимам совет од тој што е образован и кадарен да ми го каже тоа, да. Треба да бидеме внимателни каде ставаме наши податоци. Мислам дека тоа е првиот момент како ние би требале да постапиме за да се заштитиме. Треба да бидеме внимателни каде што ставаме од страна на лични информации, бидејќи да, има многу скемери и може да испадне лошо. Не давам толку многу информации на онлайн, не изјавувам некои поприватни работи и тоа. Еве неколку основни правила за онлайн безбедност. Користи силни и различни лозинки. Активирај двофакторска автентикација. Не отварај сомнителни линкови и пораки. Пази што споделуваш на јавни профили. Провери дали сајтот е безбеден. Не прифаќај сомнителни пораки, линкови или кукис без да прочиташ што пишува. Со еден клик можеби несвесно даваш согласност за следење, собирање лични податоци или инсталирање малициозен софтвер. Како препознаваш дека е загрозена твојата безбедност на интернет? Вебсајтот ако не е напишан, например, ако има некој чудно име или слично така нешто. По бројот или името на тој што пратил. Само да пазиме најважното дека да пазиме да не ставаме број, најубаво да се заклучуваме нашиот профил и тие што ги познаваме да ги прифатиме. Мал пропуст може да значи изгубен профил, податоци или дури и пари. Безбедноста на интернет е дел од твојата медиумска писменост. Да знаеш кога да кликнеш, што да прифатиш, каде да се логираш и како да се заштитиш. Е вештина што ја учиш, не само навика што ја стекнуваш. Размислувај за секој онлайн потек, за секое прифаќање, инсталирање или споделување. Така го штитиш не само својот профил, туку и својот дигитален идентитет. Интернетот е корисен, но не заборава. Затоа внимавај како го користиш. Биди безбеден во онлайн просторот.